Дневник во 20 часот на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Со најновите случувања од регионот Македонија и светот започнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Груевски во Обединетите нации: инвестираме во крупни проекти за подигнување на економскиот стандард. Работна посета во Мелница, Лисичи и општина Чашка на вице-премиерот Владимир Пешевски. Велешката болница ќе добие нов мамограф, ќе се прават и по 10.000 прегледи на годишно ниво. Македонија се соочува со два клучни стратешки и глобални предизвици. Првиот е кризата со мигрантите и бегалците и вториот многу поопасен аспирациите за посилен продор на ИСИС во Европа, кои појавуваат сериозни опасности за влијание на економијата и одржливиот развој, но многу пострашно преку агендата на ИСИС за рушење на општествата базирани на универзалните вредности и принципи кои ги штитат Обединетите нации. Справувањето со проблемот со бегалците наложува посилен ангажман на Европската Унија во соработка со балканските земји, која би била од значење за засилување на соработката на конкретни нивоа. Ова го потенцира премиерот Никола Груевски во својот говор пред Генералното собрание на Светската организација. Ние ќе направиме се што можеме за да им помогнеме на овие луѓе кои имаат потреба. Луѓе кои го бараат својот мир, својата надеж за безбедно патување, за безбеден и пристоен живот. Без разлика на економскиот и одржливиот аспект, ние се трудиме да придонесеме за помош кон нив, надминувајќи и санкционирајќи одредени слабости во системот кој е поставен, но со силна посветеност да се придонесе во креирањето на излезни позитивни решенија за овие лица согласно нивните потреби. Но ние не можеме да го направиме тоа сами. Справувањето со овој проблем представува и предпоставува посилен ангажман на Европската Унија во соработка со балканските земји. Со трајна стабилизација на југоисточна Европа широко ќе се отворат можностите за реализација на економски напредок, за поголема соработка на сите земји во регионот во трговската размена и соработката на полето на инвестициите. Премиерот Никола Груевски во своето обраќање на Генералното собрание на Обединетите нации во делот поврзан со економијата нагласи дека неопходно е реализирање на крупни економски инфраструктурни проекти кои ќе опфатат голем број на држави, со чија имплементација ќе се зголемува бруто домашниот производ во сите земји, а ќе се обезбедат и 10.000 работни места. Привлекување на инвестиции, развој, инвестиции во крупни проекти од инфраструктурата и други гранки, за подигнување на економскиот стандард на граѓаните, за развој во образованието и културата и во унапредувањето на стандардите во буквално секоја сфера кои ќе донесат корист и за земјите и за регионот. Токму економската политика која оваа влада ја спроведува, ја издвојува Македонија како позитивно економско изненадување во Европа, рече премиерот Груевски, нагласувајќи дека намалувањето на бројот на невработеноста и привлекувањето на странски инвестиции е само дел од приоритетите на владата која тој ја предводи. Во своето обраќање пред Генералното собрание на Обединетите нации, Груевски, зборувајќи за проблемот околу уставното име на Република Македонија, посочи дека треба да се мотивира Грција да пристапи кон изнаоѓање на решенија околу ова прашање, а за тоа да помогнат и големите европски имиња. Една од темите за кои говореше премиерот Груевски во своето обраќање пред Генералното собрание на Обединетите нации е проблемот со прифаќањето на уставното име Република Македонија од нашиот јужен сосед. Сите реформи и решавања на внатрешните политики, рече Груевски, имаат една цел – Македонија да биде дел од Европската Унија и НАТО. Изнаоѓање решение за разликите со Грција кои го попречуваат патот на нашата земја кон евроатланската заедница е приоритет на Македонија. Нашата позиција е добро позната и таа е во контекст на реалноста, дека ние сме македонци, говориме македонски јазик и живееме во држава со уставно име Република Македонија. Меѓународното право треба да се почитува од сите и во сите случаи.
а не наменски. Оттука и одлуката на Меѓународниот суд за правдата, донесена во корист на мојата земја, треба да се почитува од сите членки на оваа организација. Посебно затоа што токму тој суд е основан од Организацијата на Обединетите нации. И тој треба да е гарантор на спроведувањето на правдата и на билатералните договори склучувани под покровителство на Организацијата на Обединетите нации. Груевски подлече дека треба сериозен ангажман да се мотивира Грција да пристапи кон решавање на прашањето околу името. Инертноста по однос на тоа прашање во еден дел се должи и на предолгото игнорирање на ова прашање од меѓународната јавност и недостатокот на пристап од клучните играчи кои можат да помогнат, а не даваат приоритет на истото. Би сакал да ја повикам новата влада во Грција, како што правевме и во претходните случаи, во духот на добрососедските односи и пријателството, да го решиме ова нерешено прашање. Како соседи, почитувајќи ја времената спогодба од 1995 година, како темел на нашите односи. Спогодба која е под покровителство на оваа организација и требаше да донесе решение на спорот, а не негово одложување. Освен подобра иднина за граѓаните на Македонија, смета Груевски, ова решение ќе придонеси и во стабилноста на регионот, подобро остварување на меѓународните конвенции и посилен пристап за одговор на хуманитарните предизвици. Американските бизнисмени се задоволни од поволностите што Македонија ги нуди за странските инвеститори. На бизнис форумот во Конектикат изразени јасни намери за ширење на сопствениот бизниси во нашата држава. Зак Рејли, подпредседател на компанијата Амфенол, најави дека неговата компанија планира проширување на веќе постоечките капацитети. Премиерот Никола Груевски ги презентираше поволностите што се нудат во технолошко-индустријските развојни зони. Најнискиот даночен пакет беше посочен како една од најповолните мерки. Американските бизнисмени се задоволни од поволностите што Македонија ги нуди за странските инвеститори. Зак Рејли, подпредседател на компанијата Амфенол на бизнис форумот во Хартфорд, најави дека неговата компанија планира проширување на веќе постоечките капацитети во Македонија. We have a facility in Macedonia that combines a number of Amphenol units. We're expanding that dramatically within the next 12 to 18 months. The government has been very helpful in supporting us to do that, both accessing permits, being able to build the factories quickly, and to respond to, quite honestly, a great demand environment where we need the ability to double and triple facilities over time to support what our customers need. На бизнис форумот премиерот Никола Груевски ги представи поволностите што Македонија ги обезбедува за реализација на инвестиции, отворање бизнис и нови работни места. Тој истакна дека како резултат на владините политики се остварени стапки на раст на бруто домашниот производ, што е показател за доброто економско обкружување. Last year Macedonia has growth of 3.8%, which was second biggest growth in Europe. The year before, in 2013, again, second biggest growth in Europe. This year, we are, first half we finished with 2.9, which is one of the first five, and we believe that until the end of the year, we will continue with good dynamics and finish between the first 2-3 economics growths of the economy in Europe. Премиерот ги презентираше поволностите што се нудат во технолошко-индустријските развојни зони, а како една најповолна мерка го посочи најнискиот даночен пакет. Бизнис форумот во Хартфорд, во сојузната држава Конектикат, се одржува во рамки на посетата на премиерот Никола Груевски на Соединетите Американски држави. По обраќањето на Генералното собрание на Обединетите нации, премиерот Груевски оствари средба со генералниот секретар на организацијата Бан Ки Мун, каде разговараа за глобалните теми за кои што и говореше на собранието, како најважни ги издвои проблемот со името и мигрантската криза. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски денеска беше во работна посета на Мелница, Лисиче и општина Чашка. Тој разговараше со мештаните за нивните проблеми и потреби. Повеќе детали за посетата во прилогот на колешката Дијана Иванова. Ке се приватизира земјоделското земјиште под оранжери. Ова денеска при посетата во општина Чашка го соопшти вице-премиерот Владимир Пешевски.
Во моментов, работни групи работат на промена на законот за продажба на земјоделско земјиште. Првичните проценки се дека продажбата ќе оди со директна спогодба со сопственикот на стакленикот. Во наредниот месец до 2 ќе биде изготвена соодветна методологија врз основа на која ќе се прави проценката на земјиштето, бидејќи во случајот на директна спогодба нема да можат пазарните критериуми да дојдат до што е на реална пазарна цена, но тоа ќе им овозможи на сите собственици на оранжерии да си го купат земјиштето, истото понатаму да може да го заложуваат, да едноставно добијат една вредност, да располагаат и ќе им даде основа и сигурност да прават и дополнителни инвестиции во уште понапредни техники, бидејќи прашањето на собственоста ќе биде решено. Вице-премиерот Пешевски денеска имаше средби со жителите од населените места Мелници и Лисиче. За покачување на пензиите за 5%, дали е тоа поравнување на заостанатите ниво на големина на пензиите или пак е над поравнувањето за 5% плюс ради животните трошоци? Не, ова е, значи, оно што се значи прилагодување согласно трошоците, тие редовно се случуваат. Така. Ова е ново зголемување Над од 5, поравнување. да, над поравнување, од оние, значи 5% што ги кажуваме, односно од постоечките пензии, со следнава пензија што ќе ја земете на 5 октомври, сите пензионери ќе имаат зголемување за 621 денар на својата пензија. Засега земјоделството е основна гранка за економски развој во општина Чашка. Се прават напори за развој на туризмот. Општината располага со огромен потенцијал за развој на црковниот туризам. Како цел е направен? Цел е направен, да. Во целост, меѓутоа, таму тој завршниот дел, баш пред манастирот, тоа би било една замолница сега во поново време, ако може да се успее и да дојде на мапата на тој нов манастирски туризам, кој што се надевам дека ќе засветли и во нашиот крај, во тоа руво, да речеме. За граѓаните, ваквите средби се корисни, бидејќи директно изнесувајќи одредени проблеми, се бараат заеднички решенија. Како што денеска беше примерот со барањето во Лисиче, повторно да проработи селската амбуланта. Стартува проектот за енергетска ефикасност EnergyNet. Станува збор за проект кој општина Велес го аплицираше во рамките на програмата за прекугранична соработка со Република Грција, финансирана од Европската унија. Општините Велес и Прилеп од македонска страна и општините Ираклија, Визалтија и Флорина од грчка страна подпишаа договор за реализација на проектот за енергетска ефикасност EnergyNet. Општина Велес е водечки партнер од македонска страна, а станува збор за проект кој локалната самоуправа го аплицираше во рамките на програмата за прекугранична соработка со Република Грција, финансирана од Европската унија. Со средства од овој проект ќе биде поставена термоизолацијска фасада на неколку клонови од детската градинка Димче Мирчев. Најважниот аспект на овој проект се градежните работи што ќе ги извршиме во детската градинка Димче Мирчев во висина 82.000 евра, ќе бидат искористени за поставување на термоизолациони фасади за енергетска ефикасност во 5 објекти од градинката, односно клоновите 2, 3, 4, 5 и 6. Во овој проект предвидени се неколку активности кои ќе придонесат за поголема заштеда на електричната енергија. Воедно локалната самоуправа ќе вработи едно лице во Канцеларијата за енергетска ефикасност, која наскоро ќе започне да функционира. Останатите средства се наменети за организација на почетна средба тематска конференција во Велес, организација на денови на енергетската ефикасност во Велес, кој што ќе биде масоен собир на отворено, изработка на енергетски елаборат за еден објект во собственост на општината. Тука ќе го ставиме клонен од градинката Димче Мирчев, за да може да ги заокружиме сите 6 клонови со активност. Со овој проект предвидена е изработка на стратегија за енергетска ефикасност, која ќе ги опфати сите објекти во сопственост на општина Велес. Градоначалникот Шадиев во контекст на ова потенцира дека стратегијата е во согласно со стандардите на Европската унија. Инаку проектот е во висина од 799.554 евра, од кои на општините од македонска страна ќе им бидат доделени 267.285 евра, а само на општина Велес 106.000 евра. Зоран Поповски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, денеска го посети градскиот пазар, се со цел да види колку квалитетна храна продаваат пазарџиите. Заедно со него беше и градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев.
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски, заедно со градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, го посети градскиот пазар. Целта на оваа посета, како што вели Поповски, е да види каква и колку квалитетна храна продаваат пазарџиите. Пред посетата на градскиот пазар, Поповски го посети и кабинетот на градоначалникот, каде разговараа на оваа тема. Сепак, бидејќи онаа храна која се обслужува потрошувачите на пазарот, треба да е безбедна, да се види условите на пазарот кои ги овозможува, да се види како тоа луѓето го работат и нормално доколку треба ние како агенција да сугерираме нешто за да се подобрат условите, затоа и целта бидејќи директните потрошувачи, знаеме во пазарните денови најмногу се купуваат пазарите, се конзумира храната. Градоначалникот Чадиев пак ја искористи можноста да информира до каде е процедурата за изградба на затворен пазар, чија изградба според програмата треба да започне во 2017 година, но според него изградбата најверојатно ќе започне порано. И ние би почнале негде уште во септември месец со реализацијата на тој крупен проект кој што ќе трае може би повеќе од 6 месеци неговата целосна реконструкција, меѓутоа да ги искористиме сознанијата и на кој начин треба да и каде треба да се сместат одредени производи што ќе се продаваат на нашиот на новиот градски пазар, значи местото, локациите. Во текот на денешниот ден ќе биде презентирана и првата верзија на затворениот градски пазар. Чадиев посочи, доколку нема потенцијален партнер за јавно-приватно партнерство, тогаш локалната самоуправа ќе се заложи да го реализира ветениот проект. Заврши истрагата за несреќата која во месец мај годинава се случи кај Градско. Со истрагата е утврдено дека причина за несреќата била неприспособената брзина на возачот. Во несреќата мајка и дете го загубија животот. Заврши истражната постапка за сообраќајната несреќа која во мај годинава се случи на автопатот кај Градско, во која загинаа мајка и син. Основното јавно обвинителство до Основниот суд во Велес поднесе обвинителен предлог против едно лице за сторено кривично дело, тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот со смртни последици. Истрагата покажала дека во попладневните часови на 26 мај обвинетиот на патниот правец Гевгелија Скопје управувал со возило Мазда 3 со околу 100 км на час. Брзината била неприспособена за навремена реакција и сопирање на возилото во услови на влажен коловоз и силен одблесок на сонце. Во еден момент, обвинетиот налетал со автомобилот на сигурносен триаголник поставен на коловозната лента по која се движел, го турнал и продолжил да се движи. На автопатот претходно веќе се случила сообраќајна незгода помеѓу две товарни моторни возила, Мерцедес Атего и Мерцедес Кесон. Тој не можејќи да го запре возилото удрил со предниот десен дел од автомобилот во задниот лев дел од товарното возило Мерцедес Атего, оштетувајќи го истото и продолжил да се движи. При тоа го завртел својот автомобил и сопрел попречно на средината од коловозната лента по која се движел. Од силината на ударот, на самото место на несреќата починале неговите сопатници, 34 годишната сопруга која седела на совозачкото место и 4 годишниот син кој седел во седиште за дете зад седиштето на совозачот. Нов дигитален мамограф ќе добие Велешката болница. Набавката е дел од проектот на Министерството за здравство за набавка на 10 мамографи, со што ќе се овозможи скрининг на повеќе локации во државата. Раната детекција ќе значи брзо и навремено делување кај пациентките кај кои ќе се забележат одредени промени. За неколку дена пристигнува нов дигитален мамограф во Велешката болница. Нефункционалноста на стариот не дозволила во целост да се спроведува националната скрининг програма за рано откривање на рак на дојка. Истата започна во април годинава, а медицинскиот тим со стариот мамограф успеал да направи само 200 мамографии, од кои околу 10 биле со суспективен наод. Истите се испратени на дополнителни испитувања. Ако до сега било возможно да се прават околу 2000 мамографии на годишно ниво, со новиот мамограф ќе се прават околу 10.000 испитувања. Тој нов апарат ќе биде многу попрецизен и сите промени на дојките кај жените ќе ги открива многу рано. А рана детекција, односно рано откривање на било кое заболување,
значи негово целосно излекување со соодветен третман. А ако не се открие рано било кој процес, тогаш касно ќе биде и за лекување со несакан исход. Овој мамограф се надеваме дека ќе спаси многу човечки животи и во нашиот град и во нашиот регион. Велешката болница функционира како регионален центар во Поврдарието. Сепак нови мамографи ќе добијат повеќе градови од земјата и регионот. Со набавката на овие апарати ќе се овозможи мамографскиот скрининг да се изведува на повеќе локации во државата и овој преглед да се доближи што е можно повеќе до пациентките во Република Македонија. Односно, оваа услуга да биде што е можно подостапна за женската популација, а со тоа да се овозможи и брзо и навремено делување кај пациентките, кај кои ќе се забележат определени промени. Во координација со фондот наредната година ќе биде зголемен и буџетот во делот на здравството. Првиот чекор е успешен, наредниот буџет во делот на здравството ќе биде повисок за отприлика 1.400 милиони денари за разлика од буџетот во 2015 година. Се разбира, тоа се пари кои што ќе бидат посветени на развој на македонското здравство и на подобра грижа за здравствените осигуреници. Од Министерството за здравство информираат дека во системот Мој термин ќе се интегрира софтвер кој ќе овозможи електронска евиденција на сите податоци поврзани со оваа проблематика. Во фаза на изработка е информативна веб страница, како и воведување на информативна телефонска линија. Општина Кавадарци продолжува да реализира програмата за комунално уредување. Освен во градските урбани заедници, се работи и во селските местни заедници. Во Дреново се работи на уредување на центарот. Се уредува центарот во кавадаречкото село Дреново. Веќе е завршена реконструкцијата на неколку улици, а ќе се работи на реконструкција и проширување на влезот во селото. Градоначалникот Панов најави дека ќе се интервенира и на стадионот и ќе се исчисти просторот околу игралиштето за целосно да се оспособи. Еден од приоритетите беше уредување на центарот на селото. Знаете дека дреновци имаат и своја слава и навистина овој простор кој што го нарекуваат сред село не беше достоен за празнување. Фактички ова беше барање и на младата популација, бидејќи тука имаме едно мало игралиште на кое што неодамна поставивме и мрежа. Дадовме озвучување за младината од Дреново. Градоначалникот Панов најави дека со средствата од Светска банка 4 милиони денари ќе се искористат за потребите на Дреново, со цел да се подобри инфраструктурата во селото. Околу 4 милиона денари ќе бидат имплементирани во селото Дреново, односно на пристапниот пат и во улици внатре во селото, со што најавувам дека оние 260.000 евра кои што се донација од Светска банка, околу 4, односно над 4 милиона денари ќе бидат употребени за Дреново. Представниците на местната заедница искажаа благодарност до градоначалникот и локалната самоуправа за разбирањето што го искажале за решавање на нивните проблеми. Задоволни си од тоа што веќе 50 на лица од Дреново се вработиле во неголемата странска инвестиција во Република Македонија, германската компанија Дрексер-Мајер. Од понеделник започнува бесплатниот курс по англиски јазик во локалната библиотека Гоце Делчев во Велес. Часовите се наменети за граѓаните со основно познавање од англиски јазик, со цел подобрување и усовршување на истиот преку непосреден разговор со представници на мировниот корпус. Локалната библиотека Гоце Делчев ја продолжува соработката со волонтерите од мировниот корпус во Македонија. Започнува нов циклус бесплатни конверзацијски часови по англиски јазик. Станува збор за ненаставни конверзацијски часови за граѓаните кои имаат основно познавање од англиски јазик и сакаат истиот да го усовршат со директна практична употреба, комуницирајќи со говорители од англиско говорно подрачје. Во библиотеката веќе подолго време работат волонтери на мировен корпус. Од минатата година имаме нов волонтер, Моник Колинс, кој што ова ќе биде трет циклус на конверзацијски часови. Пред тоа со претходните волонтери кои што беа во библиотеката имавме уште 5,
така што ова ќе биде веќе 8 циклус кој што го работиме. Интересот кај Велешани за усовршување на англискиот јазик е константен веќе 3 години, потенцира директорот Крајчев. Некаде околу 30-40 заинтересирани членови има во секоја група, освен во една ситуација која имавме некаде околу 100 заинтересирани, но нас не радува тоа што бројот на пријавени кандидати не опаѓа, односно се движи секаде околу бројка од 30-40, што е навистина и оптимална бројка за работа. Првиот час од новиот циклус ќе се одржи во понеделник во 18 часот во просториите на локалната библиотека. Часовите се целосно бесплатни, а сите кои се заинтересирани можат да се пријават секој ден во текот на работното време на библиотеката. Владата продолжува со исплата на надомест за штетите од временските непогоди кои се случија оваа година. Помош во постапката за приватизација, вести од Македонија. Владата денеска продолжи со исплата на надомест за штетите од временските непогоди кои се случија годинава. Исплатени се 2,3 милиони денари на 105 лица од Радовиш, Охрид и Кратово, информираат од Министерството за финансии. Владата на Република Македонија и понатаму ќе продолжи со обештетување на граѓаните кои претрпеа штети од невремето годинава, како што е ветено, се вели во соопштението. Денеска исто така се исплатени 1,9 милиони денари субвенции на сточари за одбележани грла говеда. Министерството за финансии со јавен повик до компаниите за помош во постапката за приватизација. Оттаму ги повикуваат сите заинтересирани физички и правни лица кои имаат проблеми од имотно-правен карактер, најдоцна до 10 октомври да се обратат до управата за имотно-правни работи. Со пријавените ќе бидат остварени средби со цел наоѓање на решение на конкретните проблеми. Повикот е во согласност со определбата на владата за поддршка на стопанството и одржување на континуиран диалог со бизнис заедницата во Република Македонија. Со овој проект досега значителен број компании ја завршиле постапката за приватизација, каде се сместени нивните производствени и административни капацитети. А од вестите од светот, Иво Санадер пуштен на слобода, масакар во коледж во САД, 10 лица загинале, а 20 се повредени. Поранешниот хрватски премиер Иво Санадер е пуштен на слобода по одлука на Врховниот суд. Санадер во февруари минатата година од првостепениот суд беше осуден на 9 години затвор за аферата Фими Медија, со обврска да врати околу 2 милиони евра незаконски стекнати пари преку корупциски сделки. Врховниот суд реши дека пресудата била донесена со битни повреди на одредбите на казнената постапка и тешки повреди на правото на правично судење. Од 4 август годинава Санадер е во затворот Реметинец, од каде ќе биде ослободен уште денеска, веднаш по исплатата на износот од 12,4 милиони куни, сума која и самиот Санадер во текот на судењето ја навел како замена за 9 годишната казна затвор. Ваквата одлука покрена лавина реакции во Хрватска. Десет лица загинале, а 20 се ранети, откако 26 годишниот Крис Харпер Мерсер отвори логан врз студенти во коледж во Орегон, САД. Убиецот при нападот користел 4 пушки, во кои освен убиените има и 7 ранети. За сега не се познати мотивите на напаѓачот. Еден од студентите изјавил дека Мерсер пред да почне да пука им наредил на сите да станат од столчињата, пошто ги прашал на која религија припаѓаат. Подоцна почнал да пука само кон студентите кои биле христијани. Американските власти потврдија дека полицијата губила вооружениот напаѓач. Дел од американските медиуми јавија дека Мерсер бил студент на коледжот, како и дека напаѓачот претходно на интернет страницата ги објавил своите намери за нападот во коледжот. Ракометарките на Македонија ги започнаа подготовките за предстојниот квалификацијски турнир за пласман на Европското првенство идната година. МЗ е поразен на стартот на АБА лигата. Актуелниот шампион стартуваше со победа. Домашен спорт.
Селекторот на машката ракометна репрезентација на Македонија Ивица Обарван го објави прелиминарниот список на играчи за настап на Европското првенство во Полска следната година. За разлика од последното големо надпреварување на кое настапи нашата селекција, Обарван направи неколку промени. Од тимот ги изостави Златко Мојсовски и натурализираниот македонец Ренато Вугринец, а во 28 играчи има и неколку кои настапуваат во младинската селекција. Македонија на шампионатот во Полска е во група со домаќинот, потоа актуелниот светски prvак Франција и Србија. Женската ракометна репрезентација на Македонија ги започна подготовките за квалификацијските дуели за пласман на Европското првенство што следната година ќе се одржи во Шведска. На тренингот присуствуваа сите ракометарки кои ги повика селекторот Симовски, освен Гадикова и Десподовска кои недостасуваат поради клупски обврски. Првиот меч ракометарките ќе го одиграат на 7 октомври против Црнагора во Скопје, а 3 дена подоцна им следи дуел против Хрватска на гости. Започна новата сезона во регионалната кошаркарска АБА лига. Единствениот македонски представник во ова надпреварување, екипата на МЗТ Скопје, во првото коло гостуваше кај тимот на Олимпија од Љубљана, каде што беше убедливо поразен. Крајниот резултат на овој меч изнесуваше 91:76, а Дреновац беше најефикасен поединец во мечот со 21 кош. Актуелниот шампион во АБА лигата Црвена звезда пак новата сезона ја стартуваше со победа. Тие во првото коло беа поуспешни од Мегалекс и славеа со резултатот 76:70. Македонскиот репрезентативец во екипата на Мегалекс Предраг Самарџиски мечот го заврши со по 6 поени и скокови. Во следното коло од АБА лигата МЗТ Скопје ќе игра на домашен терен против Металац на 4 октомври. Младинскиот фудбалски репрезентативец на Македонија Доријан Бабунски го пронеде својот нов клуб откако по крајот на минатата сезона го напушти тимот на Реал Мадрид. Бабунски во новиот клуб за прв пат ќе добие шанса да се надпреварува во сениорска конкуренција, шанса која не ја доби во Реал, што беше и главна причина за неговото заминување. Тој оваа сезона ќе настапува за трето лигашот од Шпанија Фуен Лабрада, а во овој клуб доаѓа по барање на тренерот Фернандо Мориентес, кој му беше ментор во младинските категории на Реал. А од меѓународниот спорт, во ракометната лига на шампионите на двата дуела кои беа одиграни вчера, гостите поуспешни. Се одигра второто коло од Лигата на Европа. Вчера се одигра второто коло во второто по квалитет европско надпреварување Лигата на Европа. Иван Тречковски беше единствениот македонски интернационалец кој беше дел од мечевите во Лигата на Европа. Неговата Легија загуби со 2:0 на домашен терен од Наполи, а тој одигра 60 минути. Во останатите надпревари се случи и неколку изненадувања, како што е победата на Партизан против Аугсбург на гостински терен од 3:1, иако од 64-та минута беа со играч помалку. Потоа поразот на Марсеј од Либерец минимално со 1:0. Ливерпул и Борусија Дортмунд одигра 1:1 против Сион, односно ПАОК, како и Монако и Тотенхем, додека мечот Селтик Фенербахче заврши 2:2. Најубедливи победи славеа екипите на Шалке и Фиорентина против Астерас, односно Белененсе, со идентичен резултат од 4:0. По второто коло само 8 екипи имаат максимален учинок. Следното трето коло ќе биде одиграно на 22 месецов. Одиграни беа два дуела во рамките од С групата во ракометната лига на шампиони. Во нив гостите беа поуспешни. Екипата на Брест Мешков го победи Чеховски Медведи со 33:27, а најефикасен на овој надпрев беше Кристопанс кој постигна 8 погодоци. Во вториот дуел Порто славеше против Војводина со 27:23. Македонските представници во Лигата на шампионите Металург и Вардар своите надпревари од третото коло ќе ги одиграат утре, односно внедела. Металург на домашен терен ќе ја пречека екипата на Елверум, а Вардар на гости ќе игра против Кристенштад. Екипата на Рома во целост ги откупи договорите на тројца своји фудбалери. Един Джеко и Јаго Фалки и Мохамед Салах се играчите кои ова лето пристигнаа како позајмени, но Рома не чекаше премногу пуште на стартот на сезоната и искористи опцијата за откупување на нивните договори. Постигнатите голови на Джеко и Фалки во дербито со Јувентус и трите погодоци во досегашниот тек од сезоната на Салах беа доволна причина Рома да направи оваков потек.
Денеска имавме претежно сончево и потопло време. Да погледнеме какво време не очекува овој викенд. Ова беше се за денес. Имајте пријатна вечер.